Здраво, повторно јас, но денеска ќе зборуваме за партнерите. Кои се вашите клучни партнери и добавувачи? А вториот сегмент на ова видео се ресурсите. Тоа е она што ви е потребно за да го отпочнете бизнисот. Ајде да почнеме со партнери. Што се партнери? Тоа се клучните компании кои ви обезбедуваат ресурси кои ви се потребни. Тоа може да бидат бизнис партнери, добавувачи или соработници. Тие ви се потребни за вашиот бизнис модел да може да функционира. Прашањето е какви врски ќе развиете со нив. Дали ќе бидат стратешки партнерства, заедничко сопствеништво или некаков друг тип на соработка. Зошто сакате да имате партнери? Споделена економска придобивка. Тоа е најверојатно еден од одговорите. Двајцата имате некакви цели, некаква економска оправданост и придобивка од оваа врска. Втората е економија од обем. Доколку станете партнери на поголема компанија, можете да ги користите дел од нивните добавувачи, бази на потрошувачи, логистичка мрежа и слично. Пари и ресурси. Да. Поголемите компании често имаат повеќе од двете, па можеби има начини вие да добиете нешто како мал стартап. Можеби тоа е пристапот до потрошувачи. Ова е исто така точно. Доколку имаат тие пристап до 3 милиони потрошувачи, а вие имате пристап само до 3, тогаш ова е навистина добра идеја. Можеби сакате партнерство поради маркетинг и градење на бренд. Доколку имате партнери кои имаат изградено одличен бренд, со самото тоа што нивното име стои зад вас, може да добиете поголем кредибилитет и поголема можност за успех. Но внимавајте, мора да ја разберете основата на партнерството. Тоа е взаемен однос. Можеби знаете зошто вам ви требаат тие партнери, но запрашајте се и зошто вие сте им потребни нив. Да, едното е споделениот економски успех. Сакате да верувате дека доколку соработуваат со вас, тие и нивниот бизнис ќе биде поуспешен. Сакате да верувате и дека ако не соработуваат со вас, нивниот бизнис едноставно ќе пропадне. А третата причина е заедничкиот развој или иновативноста. Можеби имате заеднички потрошувачи кон кои целите, па можете да го споделите овој пазар. Запомнете, речиси во целата литература, читаме за партнерства кои се помеѓу две компании кои се на слично ниво на развој. Но вие сте стартап, вие сте многу мали и вашата цел е пред се да бидете видени од потенцијалните партнери. Секако и на оваа тема ќе ни помогнат нашите претприемачи. Еве кои се првите партнерства кои тие ги реализирале во нивните бизниси. Пошто работев на лон работа, основниот материјал, базната индустрија, не беше предмет на набавка од наша страна. Истиот тој материјал доаѓаше како нарачка за доработка од страна на нашиот партнер во Англија. Меѓутоа, сите други компоненти кои што ги користевме во процесот на производство, ги најдовме во Македонија. Како што ви кажав, мојата визија беше да се максимализира македонскиот производ во крајниот цел. Тука да секако можам да ги потенцирам Бравадо, кој што и ден денеска ни се компанија кој што не снабдуваат со кутии. Мондо и Никото беа компанија од Штип кој што ни даваат дел од основни помошни репроматеријали и кеси. Секако можам да ги спомнам и Провиста и некои други компании од Прилеп кои што работее инсерти за дел од пакувањето, конци. Максимализиравме и само иницијативно ги најдувавме компаниите во Македонија, кои што континуирано ни беа наши добавувачи. Најчесто пристапувавме кон некои веќе постоечки, долго присутни и етаблирани издавачи во Република Македонија, кои што поседуваат собствена малопродажна мрежа и ги пласиравме директно преку нивните дистрибутивни продажни канали нашите производи. За брзо време увидовме дека колку што е добро за пласман, толку може да биде и ограничувачки, бидејќи секогаш таквите не е спорно да си дистрибутер, меѓутоа тука малку доаѓа како предност, ако оној кој што продава и е издавач и секогаш дава предност на сопствените авторски дела или неговите изданија како наслови пред она што е воведено како дополнителен производ и понуда на пазарот од некој си друг издавач. И тука веќе се соочивме со првите проблеми и сфативме дека
покрај парцијалните настани, како например саем на книгата, каде што можеме да ги изложиме нашите производи, треба да размислуваме на моментот на основање на сопствена малопродажна мрежа и тоа многу ни помогна. Се вложивме и финансиски и со ресурси за да го поставиме тој концепт на работа и тоа може да се каже дека ни беше еден најдобар чекор момент каде што самиот влог придонесе да имаме многу поголема видливост на брендот, затоа што е едно кога вие го гледате производот дигитално, друго е кога имате контакт со него физички, може да си го разгледате, да видите дека тој производ нуди навистина квалитет и соодветна вредност во однос на цената која што ја плаќате на крајот. Банките се составен дел во партнерските односи, оно што треба можеби банките да го прават во иднина, да го сменат својот пристап спрема компаниите, поготово на почетокот кога не се толку квалитетни и остварени како што сме ние денеска. Партнерите се супер, но што правиме со ресурсите? Што се ресурси? Тоа е она која ви е потребно за да можете да ја реализирате вашата бизнис идеја. Па ајде да видиме кои се најважните ресурси. Пари? Да, за најголем дел од стартапите тоа е едно од првите прашања. Како да најдете пари за да може да отпочнете? Тука се прашањата поврзани со тоа дали можете да финансирате од вашиот личен доход, може би од кредитни картички, кредит за мал бизнис, може би грант средства. А може би некој толку многу ќе верува во вашата идеја и ќе стане ваш инвеститор. И да, тоа може да биде и некој роднина или пријател. Може би ви требаат некакви физички ресурси. Размислете што ви е потребно во оваа насока: возила, простори, производствен капацитет, што и да е кое што е физичко и треба да го поседувате или изнемувате. Следна е интелектуалната сопственост. Дали ви требаат и дали ви се навистина клучни патенти за вашите производи? Ви требаат некакви договори, листи на потрошувачи, некаков тип на луѓе? Доаѓаме, предпоставувате до најважниот ресурс – луѓето. Кои профили на луѓе ви се потребни на самиот почеток? Можеме да навлегуваме во теорија колку сакаме. Сепак, секој располага со различни ресурси. Да видиме со какви ресурси располагале македонските предприемачи кога почнале со нивните успешни бизнис приказни. Најпрви Buy Computer го почнавме, тројца девелопери, тројца работевме на него. Ни беа потребни пари, затоа побаравме инвеститори. Има веќе контакти со луѓе на кои им работевме аутсорс, така да тоа беа правите луѓе кои дадоа пари и станаа инвеститори во Buy Computer. Едниот е клиент од USA, другиот од Австралија. Потоа, после втората година, веќе кога го издигнавме Buy Computer до некои си 500.000 корисници, аплициравме во Фонд за иновации и технолошки развој и добивме исто така грант и од нив, и исто така со овие средства ни помогнаа да отвориме нови пазари и да се прошириме во USA и на останати големи маркети. Во поглед на ресурси, човечките ресурси, човечкиот капитал, дефинитивно е еден од најважните во нашиот случај, затоа што работиме со специфична технологија која што е релативно нова, има одредени побарувања, ограничувања и така натаму. Понатаму алатки кои што ги користиме во комуникација со корисници, интерна комуникација, менаџирање на процеси, сите тие алатки како ресурси мислам дека се достапни. Начин на кој што ние ги најдовме и користевме е преку приклучување кон одредени заедници кои што нудат разни бенефити за стартап компании. Постојат доста такви групи на компании, на заедници. И понатаму во делот на финанси добивме поддршка од Techstars, што е познат акцелератор кој што во почетокот ни го даде почетниот капитал за да се развива бизнисот. Стартниот капитал е стартен, ама за да го одржите бизнисот, вие морате сериозно да пристапите кон тие средства и сериозно да направите идеја. Мора да станете препознатлив во општеството, мора да имате тим со кој што ќе ве поддржи, мора да имате дури семејство кое што ќе ве поддржи. Ние сме преблагодарни како компанија заради тоа што имавме добри бизнис циклуси со партнерот
И се она што заработувавме, што остануваше како профит, го реинвестиравме во компанијата континуирано, што е предмет, еве и после 18 години постоење го правиме истото. Верувајте, доколку сакате компанијата да се развива и да расте, мора да сватиме дека тоа не се ваши пари, тоа се пари на компанијата и таа ги заслужува и треба постојано да се реинвестираат, поготово доколку сте почнале само со 2000 евра. Прво нешто што треба да направите е да го формирате внатрешното обкружување, односно да го формирате тимот кој што ќе биде задолжен за да продуцира соодветна содржина. Со оглед на тоа дека ние многу малку имавме искуство од областа на анимација и продукција на дигитални содржини и издаваштво, решивме дека единствениот модел за успех би бил ако успееме да пристапиме на најголемите професионалци кои што ги имаме на располагање во Македонија. Ние немавме замисла како во суштина би тежел целиот овој бизнис процес, меѓутоа бевме доволно храбри, едноставно ризикувавме, имавме верба во сето ова што го правиме денес. Најпрво имавме сопствени финансиски вложувања. Голема предност беше моментот дека веќе имавме поставено 2 дигитални медиуми, факултети МК и Деца МК. Тимот кој што го создадовме премногу ни излезе во пресред за да можеме да ја формираме целата оваа замисла и да ја процесираме. Во однос на дополнителни финансирања, секогаш користиме пристап како финансиски извор ги користиме банките. Често пати ни помагаат, особено кога треба да правиме некои големи нарачки на дополнителни материјали за производство и слични работи. И тука веќе можеме да го споменеме и фондот за иновации, каде што во еден помал сегмент ја подпомага целата работа, меѓутоа не е тоа финансиска поддршка во целиот бизнис, меѓутоа во одредени мали делови, односно продукти. Мојот партнер не ми даде средства за да можам да почнем. Ние имавме само основачки капитал од 10.000 евра, како и секоја друга компанија. Она што јас го имав само 2.000 евра како влог и купив 4 машини за шиење и така почна се. Меѓутоа и од тие 4 машини се уште остануваше во компанијата, после обврските нормално оверхедсо и она што е најбитно платата, реинвестиравме континуирано и повторно ќе кажам, дендеска е случај и денес. Првите простории ни беа во изнајмен стан, дури не изнајмен, него кај еден од колегите кој што го имаше на располагање. Ресурсот беше ентузијазам само, ништо повеќе.